Државната помош од шестиот пакет антикризни мерки е недоволна и нема ни малку да ги покрие загубите кои се предизвикани од пандемијата. Туристичките работници се крајно незадоволни, зашто помошта од 30% од просечниот месечен приход за 21 ден не била ни малку доволна, а долговите, како што велат, им биле натрупани. Вела дека сакаат да преживеат, а не да заработат. Најавија дека ќе протестираат секој ден се до исполнување на барањата. Таа сума, ако гледаме во минатот и претходната година, тотално не е доволна за да се покријат ни основните трошоци, имајќи предвид дека ова ќе биде еднократна парична помош, а при тоа нема никакви субвенции за плати или слично. Меѓу другото, ние поднесовме и други барања кои што се уште чекаме да бидат разгледани. Петиот сет мерки доцни со платите, веќе е крај на април, а февруарската и мартовската плата се уште не се ни исплатени, ниту пак се опочнати исплаќањата, ќе се добијат после празниците, што сметаме дека е крајно алармантно и застрашувачки да не можат луѓето да си ги подмират основните трошоци. И угостителите бараат сериозна финансиска помош. Велат дека со месеци немаат ниту денар, зашто континуирано се досни со реализирање на мерките. Според угостителската комора, шестиот сет на мерки имал многу нејасноти околу исплатата. До сега сме сведоци на континуирано задоцнето реализирање на мерките. Значи шестиот пакет, каков и да е, треба да знаеме точно кога ќе заврши работа. И шестиот пакет, ако биде задоцнет, значи ефектот нема да го има како што го замислиле во владата. На протестот на туристичко-угостителската комора им се приклучија и сметководителите, кои велат дека биле заборавени да ги вклучат во шестиот пакет на мерки. Празните демагогии за задоволување на суетите ја доведоа сметководствената професија на маргините во општеството. И се што сега можеме да направиме е да го подигнеме гласот и да се избориме со ригидноста на институциите за местото кое што ни припаѓа. Инаку шестиот пакет содржи 7 мерки вредни 17,8 милиони евра. Овој пакет е насочен кон компаниите, но не и директно кон граѓаните. Повеќе ги нема платежните картички и државната помош за плати, освен еднократниот надоместок од 500 евра што ќе го добијат музичарите и туристичките работници, кои во 2020 година месечно заработувале по 15.000 денари. Најпогодените сектори остануваат на улица се до исполнување на нивните барања.